Денеска Небесната и земната црква го слави споменот на светиот апостол и евангелист Јован Богослов. Мајка му Саломија била ќерка на праведниот Јосиф, обручникот на Пресвета Богородица. За свети Јован знаеме уште во Стариот Завет, кога пророците проповедаа за него дека ќе биде како орел по својата мудрост. И затоа него го сликаме секогаш со орел покрај себе, бидејќи неговото богословие е највозвишено од сите. Господ Исус Христос него го повика со неговиот брат Јаков. И посебно му беше омилен на Христа поради неговата незлобивост и девствена целомудреност. Затоа тој и беше присутен на најважните моменти од Христовиот живот. Тој беше присутен на преображение, на гората Тавор, на тајната вечера. Единствено он се навали на граните на Христа и го праша кој е оној што него ќе го предаде. А под крстот единствено апостол Јован беше присутен од апостолите, гледајќи го Христа како умира. Тој беше наречен син на громовите, поради својата громогласна проповед и јаснотија и чудата што ги правеше. Затоа по Божја помисла со Прохор тој тргна во Мала Азија да го шири христијанството, да ја руши идолската заблуда и да го проповеда Христа вистинскиот Бог. На едно место, каде што се населија, имало некое купатило јавно, во кое што доаѓали се капеле граѓаните. Меѓутоа, при изградба на тоа купатило, биле жртвувани младич и девојка и биле закопани во темелите. И токму заради тоа имало демон кој што бил настанет во тоа купатило и секоја година за жртва давел по една девојка и по еден младич. Меѓутоа дошол ред да се удави некој виден младич, кој што бил син на раководителот на градот. Откако за ова слушнал тој, умрел од жал. Па затоа газдарицата на тоа купатило притрчала кон Јована и мислела дека он е крив заради ова, бидејќи свети апостол Јован и Прохор помагале во тоа купатило. Меѓутоа по неговите молитви младичот воскреснал, а исто е така и неговиот татко. Со што им објаснил дека да се става жртва жива, крвна жртва во темел на било која градба е против Бога. А тоа го има во нашиот народ, бидејќи многумина ставаат курбан од јагне или од некое друго заколено животно, сметајќи дека таа жртва ќе е исправна пред Бога. Меѓутоа секој што го прави тоа си повикува демон кој што ќе живее во таа куќа. И Бог нема да престојува во таа куќа. Гледајќи ги чудата негови после ова, многу народ се покрстил. Тој доживеа длабока старост преку 100 години, на островот Патмос го добил откровението за тајните кои што допрва ќе се случуваат и како неуморен проповедник на Христа Господа, тој се упокоил. Во Ефес бил ископан гроб во вид на крст и било положено неговото тело. Откако за ова дознале оние што го љубеле него, откако го ископале гробот, него не го нашле во него. А на 8 мај, секоја година, се појавува миризлива прашина од која што луѓето се исцелуваат. По молитвите на светиот апостол и евангелист Јован, Господи се Христе Боже наш, помилуј не. Амин.